17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне сте на фреквенцијата на телевизија Сонце за уште едно издание од емисијата од своја страна. Ви ветувам уште една успешна приказна, уште едно инспиративно интервју со мојот денешен соговорник. Пред само неколку месеци ја добиваат престижната награда на Business Elite Awards за 2022 година, кој се одржува во Атина, во Грција. Станува збор за една најпопуларна и најпрестижна награда во светот за младите бизнис лидери. Таму се најдоа несумнено и нашите двајца македонци, за кого поточно станува збор ќе дознаеме токму во ова издание од своја страна. Имам чест да ви го представам мојот денешен соговорник. Велам добре дојде за Мартин Ристевски. Ти благодарам, Мартин, што ја прифати мојата покана да бидеш дел од студиото на телевизија Сонце и дел од своја страна. Прво да се заблагодарам за поканата. Многу ми е чест што сум денеска тука. И да ве пофалам за овој проект што го работите и работата која што ја правите со ТВ Сонце и проектите кои што ги работите во Македонија. Уште еднаш ви благодарам за поканата за денес. Ти благодарам и тебе. Ќе ги запознаеме нашите гледачи, меѓутоа јас верувам дека повеќето веќе знаат кои сте вие и што правите. Собственик со твојот брат Пеца Ристевски на PMG Construction, што тоа подразбира пред да ги почнеме наградите и сето она кое што вие го правите. Станува збор за една градежна компанија, можеби една од најуспешните кај нас, меѓутоа еве ти како еден од кособствениците ќе ни ја представиш, нели? Вака, PMG или PMG се кратениците на нашите имиња на Пеце, на брат ми и јас и мојот татко, Ѓоре. Так. Всушност, преку татко ми имаме искуство собрано и влезот во занаетот, во градежништвото, ние преку него, тој работеше предходно, генерално и нашите дедовци се занимавале со градежништво, односно тие работеле и биле добри мајстори во времето кое што работеле. Градежништвото како гранка ни беше неизбежно на мене и на брат ми. Така во тој случај, ние иако имавме искуство и бевме запознаени со градежништвото како занает од многу предходно, од многу мали, официјално PMG е формирана пред неполни 5 години, 4,5 години. Веднаш кога завршив со дипломирање на факултет, јас и брат ми имавме замисли, се тоа што го имавме замислено, сакавме да го оствариме и сакавме да успееме нешто многу повеќе, односно да се докажеме повеќе во нашата фамилија или она стебло, нели, како што е да направите еден пресек и да отидете многу погоре. Веднаш кога завршив со факултет со дипломирањето, имав 23 години, брат ми имаше 25 години, ја формиравме PMG Construction и таму влеговме, значи, премногу амбициозно, со премногу труд, со премногу желба за успех и за докажување. Се надевам до сега ги оправдавме нашите очекувања и очекувањата на другите. Така, станува збор за традиционален бизнес, меѓутоа вие еве така ќе кажеме, вие го почнувате наново и влегувате доста млади, доста релативно млади, меѓутоа што тоа значи за еден млад човек токму во една мала земја? Има ли овде плодна почва за младиот човек да почне свој бизнис? Колку за вас беше тоа предизвик сето? Според мене, плодна почва за бизнис и за работа има секаде, односно секаде каде што државниот апарат или механизам дозволува да се отвараат фирми и да работи приватниот сектор, секаде тоа може да биде дозволено и секаде може да се успее. Така, бизнисот е апарат или бизнисот е нешто кое што треба да ја води економијата напред во државата и доколку државата не ги меша многу прстите во приватниот сектор, доколку не го гуши приватниот сектор многу ќе напредува, а со тој економијата на државата. Значи, тие се работи поврзани кои што државата треба да ги дозволи на приватниот сектор да напредува, односно на бизнисот да напредува и за да добие и поголема побава економија, поголема економија. Така бизнисот, за да се влезе во бизнисот, потребно е да имате желба, потребно е да имате да не се откажувате при било кој неуспех, при првиот неуспех или при секој нареден неуспех, да имате јасно дефинирани цели и да имате храброст да превземете ризици.
затоа што бизнисот се базира на ризик. И доколку немате храброст да преземете ризици, сите овие работи кои што ги напоменав, на секој неуспех ќе се размислувате дали да прекинете, дали сте вие за тоа или не сте за тоа. Так, токму така младиот човек денес чинам дека се повеќе е исплашен од неуспех отколку да го проба нештото и да доживее успех. Затоа дека вие доживувате се уште успеси, а говорат и многобројните награди. Овде во мојот концепт фокус имам дадено за онаа награда, престижна награда на Бизнис Awards во Грција која што ја добивате. Од тебе ќе слушнеме малку повеќе за сета таа престижна награда која што одекна кај нас во медиумите. Мислам дека беше доста пренесувана, а и како заслужи медиумско внимание. Оваа награда, мислам дека и сите кои што имаат добиено, или сите што ја добивме, или сите што имаат добиено и претходно, и најверојатно сите што ќе ја добијат наредни бизнис предприемачи и во светот на бизнисот, би одговориле исто на ова прашање, според мене, дека напорниот труд и работа на крајот од денот многу се исплати. И некој го гледа тоа таму и го цени. Некој го цени, некој го гледа и битно е дека како млади луѓе, тука има две групи, до 30 и до 40 години. Наградите се делат до 30 или до 40 години, ние бевме по 30 години. И во тој случај ја добивме наградата, значи номинацијата, кога ни јавија дека сме номинирани, беше неколку дена од како победивме на Европското првенство за најубава фасада во Европа. Тука, значи неколку дена потоа, ни јавија дека сме номинирани за оваа награда, односно дека сме избрани за оваа награда. Тоа беа неколку, можеби во рок од една недела, кои што знаете како се тоа некои убави вести кои што кои што не можете да си ги опишете со зборови. Првичното со победата на Европското многу мислеа дека тоа е поврзано, но секако не е поврзано. Значи Бизнис Елитс го гледа целокупниот развој на компаниите, на фирмите. И така да. А ова беше дополнително само победата на Европското првенство, значи ние како PMG Construction, а и како Baumit Македонија, Европското првенство во Шпанија, значи беше организирано од Baumit и како Life Challenge во Валенсија поточно. Како Life Challenge, значи ние како PMG Construction и како Baumit Македонија со проектот Букурешка, значи од јавното гласање и го однесовме победата и имавме многу голема разлика за разлика од второпласираните. Во генералниот поредок имавме најмногу бодови затоа што гласа од цел свет луѓе. Така, таму претпоставувам имаш и доста држави кои што се имаше околу 27 држави членки, од тие во многу фирми, значи од цела Европа многу фирми членки. Да, секоја држава си имаше по неколку фирми. Од Македонија имаше околу 10 фирми кои што настапија, но ние победивме со нашите проекти. Победивте со најдобра фасада во Тафталиџа на Букурешка. И како што напомена, веднаш после тоа не номинираа за оваа награда, а доделувањето на наградите беше во Атина на 22 септември. Таму се собра 30 млади од Европа кои што беа исто така номинирани и кои што ја добија наградата, значи секој во својот дел кој што е најуспешен. Наградата, значи тоа е собир на млади луѓе кои што секој од нив има бизнис, кој што секој има приказ на како почнал, како напредувал и како стигнал до некои големи успеси. Так. Нас ни е многу значајна таа награда. Колку наградите ви го отворија патот понатаму? Не е тоа некој долг период од септември па досега, меѓутоа претпоставувам дека ви се отворија и некои други врати, не само на државно и на светско ниво. Оваа награда, значи Европското првенство ни ги отвори вратите комплет. Оваа награда ни го прошири хоризонтот и уште пошироко, затоа што ние имаме многу побарувања за работа надвор од Македонија, за многу проекти надвор од Македонија. Сепак нашата замисла уште на почетокот беше дека сакаме да напредуваме најмногу тука во Македонија. И како млади луѓе кои што јас сум искрено противник за иселувањето на младите од државата и секогаш сум велел дека сакам да останам тука и ние како млади треба да направиме од Македонија да биде подобро место за живење. Значи со нашиот труд,
со нашите замисли, замислете, имаме, кога ќе речат дека се селуваат, завршиле средно училиште, не сакаат да одат нели на високо образование и ќе заминат во странството, затоа што младите сметаат дека тоа е најлесниот начин за успех, но што станува збор со млади луѓе кои што само што завршиле високо образование, кои што треба тука да напредуваат, вложиле тука 3-4 години, 5 години од студиите и во најубавите години каде што веќе стануваат независни, тие треба да напредуваат тука. Голем број од младите сметаат дека додека студираат и додека ги водат тие студии, кога ќе завршат дека некој треба да ги повлече од дома и да ги стави да бидат директори. Така, и некако како полесно да ни дојде тоа да си кажеме дека ќе си иселам јас, ќе си заминам и ќе ми се среди животот. Меѓутоа секој, јас еве ќе те прекинам, треба да тргне од себе и секој да си ги остварува зацртаните цели. Може и овде, има и тука плодна почва, меѓутоа со седење дома не. Со седење дома секако не, затоа што и да отидат во странство, и таму да седат дома, и таму нема да бива работата. И сега, според мене, како гледиште од приватен сектор, од бизнис, подобро е да работат за себе 12 часа во денот, отколку да работат за друг во странство. Јас кога кажувам за младите, секогаш ме иритира онаа ситуација одењето во странство. Доколку е да се собере искуство, е окей. Но доколку имаат намера да отидат и да работат само таму и да не се вратат тука, тоа е веќе промаршена политика и на државата, и на младите, и на целокупниот систем. Така, за жал, тоа е една тема која што мислам дека допрева ќе се зборува и допрева ќе биде актуелна. Да, малку фативме и кон иселувањето. Да, меѓутоа неизбежно е. Работата го прави младиот човек, работата го прави впрочем и самиот човек и потребно е да се говори гласно и јасно и за тоа. Тука имам запишано така, објект за колективно домување во Скопската населба Тафталиџе, тоа го соопштува Сојузот на стопански комори за вашата награда во Шпанија, Валенсија. Тоа се некои, што велиш ти, убави моменти, убави награди, меѓутоа што се случува со работата? Мене ме интересира на кои се проекти работите сега, како се движат работите, колку е предизвик да се работи со твојот брат како партнер, бидејќи знаеме дека братот, односно најблискиот некогаш може да биде и најлош соработник. Не секогаш се така сјајно, меѓутоа вие еве потврдувате дека двајца браќа може да бидат навистина добри соработници. Така, ние сме инаку членка на Сојузот на стопански комори во Комисијата за градежништво и често има стопанска комора први да известат за Европското првенство како нивна членка, како субјект кој што ни даваше поддршка и во текот на Европското првенство. Затоа и тие имаат честа да го направат тоа интервју кое што потоа го преземаат сите медиуми. Работиме во моментов на многу проекти. Ние секогаш се движиме околу 8-9 проекти паралелно. Значи, јас сакам да имам таква желба за што е можно повеќе, односно толку што може да се сработи и се тоа што ќе се сработи да биде да има резултат. Така. Инаку со мојот брат, речи си од поддршка, ние секогаш имавме поддршки од семејството и од пријатели и од роднини, но поддршката која што имаме јас и брат ми меѓусебно, таа е незаменлива и не може да се опише. Значи, и во најлоши случаи, и во најдобро, и во најлошо, ние секогаш сме биле како едно. Може би и тоа е работата зашто нашиот бизнис отиде многу подалеку од тоа што може би го предвидувавме ние за толку краток период. Иако имаме ние поддршки од партнери, компании во моментов, кои што сум им благодарен беспрекорно. Но поддршката која што имаме со мојот брат е навистина на највисоко ниво, кое што ни таа не може да се опише, како што не можем да ги опишам импресиите за
Европското првенство и за номинацијата. Убаво е тоа да се чуе. Понашто го пласирате на вашата веб страна, на Facebook, на социјалните медиуми, чинам дека работите претежно на некои модерни фасади, барем еве од еден лајк кој што не се разбира многу во градежништво, тоа се се модерни фасади. Вие одбирате каде ќе работите и на што ќе работите? Да, најчесто ние ги бираме, но работата дека и тие не бараат. Ние ги работиме по-комплексните, околу фасадите ги работиме по-комплексните фасади, каде што голем процент од фирмите кои што функционираат и кои што постојат не се запознаени со таков тип на фасади, на објекти. Нас ни предизвик што е можно по-комплицирано да биде изведено, нели? Тоа што може да се замисли во принцип да може и да се оствари во Лесното не е интересно. Класиката не. Секако и тоа не е на одмет, но ние секогаш сме за покомплицирани. Сега нешто што ми остави впечаток мене е тоа што велите дека PMG Construction пред 2 месеци потпиша меморандум за соработка со Средното училиште Здравко Цветковски. Ова го најдов како податок, не знам дали е пред 2 месеци. Не е пред 2 месеци, вака. Поодамна малку. Да, тоа е поодамна. Тоа беше пред почетокот на школската година. И во тој сегмент ние подпишавме, не побара од Средното училиште Здравко Цветковски во соработка со Министерство за образование. Побара, одбрале неколку фирми кои што сакаат да соработуваат со нив за новиот систем на дуалните паралелки кои што ги имаат во Средното училиште Здравко Цветковски, да може да и преку практична настава да учат од фирми. Што значи ученици доаѓаат кај вас на практична настава? Да. Значи, тоа што го напоменав преска, дека е многу потребно младите во текот на учењето, дали е во средно училиште или на факултет, да имаат и практична настава. Так, доаѓаме од ист факултет и знаеме колку немавме практична настава и колку беше потребна. И знаеме колку учевме многу. Да, и знаеме колку учевме многу, меѓутоа потребна се е праксата. Потребна е, повеќе од потребна е, да, затоа што може би тоа е најголемото разочарување кај младите кога ќе речат дека ниту образованието не вреди, ниту тоа што го потрошиле како време, може би заради тоа се разочаруваат и од студии, и од факултети, и од учење, но треба да биде тука дека јасно дека не значи ако завршите, еве јас и ти знаеме што по кој правец се движевме и на студиите. Не секогаш треба да се водиш по тоа. Може би во текот на студирањето ќе дојде до некое изместување или во ставовите или во некои подобри услови за заработка, за напредок, може би ќе се пронајдете во други гледишта и така и секој ден се учи. Нормално е во таа сфера и вие учите секојдневно, претпоставувам дека се надоградувате, тоа е професија која што бара од вас новини. И така велат секогаш, нели, човек додека е жив учи. Човек додека е жив учи, токму така. И секако дека се надградуваме ние, тоа го бара самата работа. Има една интересна анекдота. Ние сме многу блиски, односно да работиме со Балмит Македонија и тие имаат секогаш млади партнери за работа. И во една ситуација ги прашаа зашто толку млади, велат, немаат искуство луѓето, како ги најавте. И они велат инвестираме во млади луѓе, односно сакаме да работиме со млади луѓе затоа што новитетите кои што излегуваат, секогаш младите ќе ги аплицираат први. Односно секогаш ќе најдат решение полесно за да го направат тоа што е и ќе најдат повеќе решенија, нели, како модели за аплицирање во практика. Додека пак постарите велат тоа не сакаат ни толку многу да се замарат и ги зморува сето тоа што е како комплицирано. Така, ја верувам дека имаме амбициозни млади луѓе, дека имаме луѓе кои што сакаат да растат и кои што сакаат секојдневно да се надградуваат и да работат на себе. Колку, Мартин, државата ја инвестира во бизнисот во Македонија, еве како еден бизнис партнер, како еден сопственик на една голема компанија? Искрено не инвестира во бизнисот, односно добро, реални да бидеме, нема некои гушења од страна на државата кон бизнисот, но сепак тоа е некој мал процент. Државата во принцип не инвестира толку во бизнисот
имаме премногу сива економија која што државата треба да работи на тај и да му помогне малку повеќе на бизнисот да оди напред. Државата сепак треба да поработи многу повеќе во тој дел, односно во тие рамки каде што е дозволено до кај што треба. Значи сепак другиот дел, пак ќе кажам, треба да му го остави на приватниот сектор, за да се напредува што е можно повеќе, да се отварат работни места, да има нели за полнење на повеќе на буџетот, да се зголемуваат платите, пензии, така натаму, тоа е во делот на државата. Така, кои се следните цели и проекти на вашата агенда, на што следно ќе се работи, на што работите моментно? Имаме неколку замисли, неколку насоки. Некои од тие насоки се преговорите и разговорите кои што ги водиме за проширување на бизнисот и надвор од Македонија. Иако, како што напоменав, нашата желба е секогаш што е можно повеќе тука да видиме, нели од гледиште на бизнисот. Не е лошо и да се прошири. Колку е поголем пазарот, да е поголема и заработката на компанијата и на тоа што се работи. Имаме, тука работиме во моментов неколку проекти. Еден од тие проекти работиме и во Лимак, во новиот трговски центар кој што се работи во центарот на Скопје. Работиме повеќе згради, објекти кои што некои се во завршна фаза, други ги почнуваме, ги отвараме како проекти. Работа има во делот кај нас и сите тие што работат кај нас се во принцип задоволни од нашата работа, од нашиот однос кон нив и нивниот кон нас, тоа е тоа. Така, рамо за рамо со брати и вашите најблиски секако како најголема поддршка, кој се друг застана позади вас како нели ветар во грб? Тука, значи, на почетокот, секој почеток е тежок. Токму така. Може би некој ќе каже и најтежок е почетокот, има падови. Значи, позади нас застана секоја, како што напоменав, застана семејството. Сепак најголемата поддршка е тоа што со брат ми во ниту еден момент не се откажавме за ништо. Сега во моментов можеме да наброиме еден куп субјекти кои што стојат позади нас. Таква е потребата на бизнисот, на работата и ситуацијата бара секогаш нели да се шири кругот што е можно повеќе. Но сепак би ги издвоил како посебен ентитет Baumit Македонија, кој што безрезервна поддршка ни даваат. Сега нареднава година, во февруари, сме повторно на Европско првенство, овој пат во Љубљана во Словенија. И спремаме некои многу добри проекти кои што ќе ги аплицираме во наредниот период. Но сепак сакам уште да кажам, сакам Baumit Македонија да ги издвојам како посебно место во нашето функционирање кој што ни даваат безрезервна поддршка во секој момент. Која ќе биде пораката која ќе упатиме кон младиот човек денес кој што се колеба дали да почне свој бизнис, кој што се уште е исплашен од оние ризици кои што се појавуваат, нели како што кажавме при почетокот на некоја наша бизнис приказна, ајде да упатиме една порака до сите оние кои што сакаат да почнат нешто свое. Има една изрека, вели, ако не ги освариш своите соништа, некој друг ќе те вработи да ги освариш неговите. Оваа изрека секогаш ја повторно ќе кажам, си ја врзвам во крпче со оние што одат во странство. Значи подобре тука да се трудат да работат своја замисла и свој бизнис, да работат нешто свое, отколку да отидат да работат по Макдоналд, Старбакс, Алиекспрес и така натаму или наврот, и таму ќе работат за истите сати, но слободата која што ќе имаат во бизнисот никош ќе немаат таму каде што ќе одат. Мартин, ви честитам и тебе и на Пете за се досега сработено, за сите престижни награди. Сепак, вие сте македонци, вие представувате нашата земја, вие не представувате сите нас. Ви честитам за сите сработени проекти. Очекуваме уште многу од вас. Јас не се сомневам дека ќе го остварите нашето очекувано. Ви посакувам уште многу успеси. Нашата телевизија секогаш ќе стои позади вакви успешни приказни, позади вакви успешни млади луѓе. Секогаш ќе бидеме на ваша страна. Благодарам многу. Благодарам и за вас, за одвоеното време, се гледаме во некое ново издание. Благодарам.
Почитувани гледачи, тоа беше уште една успешна приказна која што ја прикажавме токму во денешното издание од своја страна. Се надевам дека преку разговорот со овој млад, инспиративен, амбициозен човек успеавме да ве инспирираме и вас и да го задржиме и вашето внимание. На самиот крај од емисијата ќе упатам посебен поздрав и посебна благодарност до мојата шминкерка Самра и Мери. Вас ќе ве поздравам и ќе посакам наша наредна средба за 7 дена од сега.